Еве не сега повторно назад, почитувани, и продолжуваме. Знаете дека секогаш мора да имаме простори за нашите рекламни пораки. Меѓутоа, денес многу интересни професии се имаме навистина во животот. Меѓутоа, еве и она што јас веќе го најавив и вие знаете за што сега ќе говориме и кој е наш гостин. Ќе ми биде можно интересно да слушнам и да дознам од неја зошто се одлучила во животот за оваа професија, колку е значајна професијата, веќе тоа на сите ни е јасно, меѓутоа повеќе ќе дознаеме и ќе слушнеме од инструментарката Катерина Ристовска, која е во Жан Митрев, така? Работиме во Жан Митрев клиниката. И добро утро и добро ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Како сме? Добро, рано будно. Нашиот ден почнува рано и вообичаено. Значи немаме проблем така со станувањето рано. Да, па веќе е среден дел на денот, може да се каже. Да, веќе подобри активности се моите колеги, веќе се одамна започнати со работа. И како еден работен ден ќе ни го опишеш со твојата професија? Да. Кафе има време да се напиете, мора порано или да пристигнете? Има време за се, има време за се во суштина. Јас станувам во 6 часот, некогаш и порано. О, колку убава утеха за мене, не сум сама. Да. Така што нашиот работен ден започнува во 7 часот или неколку минути пред тоа. Со работа официјално, нели, операциите започнуваат после 7,5 часот, после 8 и тој половина час ни е нас daily briefing, да кажам, каде што се договараме, нели, кој каде во која операциона сала ќе оди. Имаме 5 операциони сали. Според тежината, сложеноста и искуството, нели, се распределуваме, го гледаме планот за ден, за тој ден. Сега знаеш ли што ме интересира? Има ли толку голема концентрација од пораните утрински часови? Прво кај хирурзите, секако дека да, меѓутоа навистина се чудаме како што веќе и напоменавте дека операциите веќе од 7 часот оперативниот зафат од 7 часот веќе со пациентите. Да. И вие исто така како инструментарки, дали е се во навиката, дали е во искуството? Во навиката, да, бидејќи тоа е и мое лично мислење. Раните утрински часови се најпродуктивните во суштина. На крајот на денот веќе ние се заситуваме со секакви информации, контакти, луѓе, па мислам дека крајот на денот е помалку продуктивен воопшто. Тоа е и мое мислење и праксата покажува, да. Така што најголемиот дел од операциите се завршуваат до 16-17 часот, да речем. Просечните дневни планови се од 15 до 20 процедури во зависност од должината на траење. Меѓутоа, во тој дел од денот завршуваат и мислам дека тоа е најпродуктивниот дел од денот и концентрацијата на сите им е најголема, да. Кој ќе се презаситиме со секакви информации, понатаму веќе. Така, јас затоа велам во утринските часови, еве барем во утринската програма, а вие со своето, ние исто така со своите работни обврски, барем да се опуштиме со музика, со некои интересни прилози затоа што денот носи потоа многу информации и случувања кај нас во секојдневието, политика и така натаму. Меѓутоа, кога сме на работните места, тоа не треба да не интересира, затоа што сме сконцентрирани на она што си го работиме и даваме се од себе тоа да биде само успешно. Кате, нели? Може. Беше светски ден на 15 февруари, не успеавме тогаш, меѓутоа без разлика како и да е светскиот ден се одбележува, меѓутоа и потоа продолжуваме со активности на инструментарките, светски ден. Како вие го одбележавте инструментарките светскиот ден тука кај нас? 15 февруари беше светски ден или европски ден на инструментарките. Тоа малку по свечено го одбележа организациите. Ние имавме активно учество во Европското здружение на инструментарки со наши предавања. Предходната година земавме само присуство, во Хаг, во Холандија бевме. Светското здружение се наоѓа во Америка, АОРНА, европското е ЕОРНА, нели? Здружение тие малку по свечено го одбележуваат денот, имаат повеќе активности. Значајни сте навистина многу. Да, ние овде, бидејќи беше во сабота, го одбележавме работно и обично организираме некакви предавања за нас. Сакаме да дадеме мал прилог, некоја фотографија, чисто да го одбележиме денот, а секојдневните активности продолжуваат континуирано. Сега, знаеш, многу ме интересира, затоа што секогаш кога имам јас во утринската програма интересни професии, разни хобија и така натаму, луѓето следи прашањето зошто се одлучивме
во животот да го работиме ова што денес го работиме, инструментарка. Да. Како мала си играше со кукли, па сакаше докторка, хирург или пак едноставно сакаше само во животот да се определиш за инструментарка. Од каде дојде желбата и како се најдовме во оваа работа? Како дојде желбата, веројатно многу спонтано, ама поврзано од повеќе аспекти или од повеќе интереси мои кои што биле од мала и кога вака ќе се присетам наназад, од многу мала возраст јас многу сум на сите фотографии од дете сум носела кломпи. На пример, или на улица дружбите кои што ни биле со другачињата од улица или соседите, некој нешто ќе се повреди, јас прво сум трчала, чекај што е, дали има крв тука, треба ли нешто, тоа ми било инстинкт некој, предпоставувам. Мислам дека за јасни професии тоа мора да е многу рано определено, не се децата, не сме свесни никој, меѓутоа еве сега кога ќе се сетиме понатаму сум имала талент за фини нешта, за мајка ми е шивачка, значи за тие фини некои активности и се тоа заедно вака склопено денеска мене ми дава еден добра позадина и убава енергија. И ми олеснува сите секојдневни активности без некоја особена тешкотија, нели? Сега јас ќе ги побарам тука и инсертите да ги погледнеме што се однесува значи за инструментарката. Сега, ајде да ни опишеш сега ти со твоите очи си гледала не знам што досега. Меѓутоа, дали тоа поминува? Едноставно тоа може да се селектира како во меморија во мозокот затоа што за нас е нешто што не можеме воопшто да го гледаме, како обични луѓе, мислам, затоа што тоа не е наша професија и никогаш не сме биле дел од таа професија. Меѓутоа, за вас е најверојатно секојдневие со кој што се соочувате и тоа вам воопшто ништо не ви е чудно, несекојдневно и така натаму, што за нас представува, ако гледаме оперативен зафат, веднаш или ја тргаме главата настрана, не можеме да гледаме. А вие тоа секојдневно го гледате. Меѓутоа, и толку е вашата професија значајна, што си имате комуникација со хирургот и во моментот знаете кои инструменти може би некогаш и хирургот кажува, но и вие како инструментарки веќе знаете и читате што е она што во моментот треба да му се даде на хирургот. Како сето тоа функционира, ќе ни опишеш? Да. Значи, стандардните оперативни зафати или техники имаат некое стандардно течение на работите. Во суштина се знае кои инструменти за која процедура се потребни и тоа кога е стандард е еден лесен дел, да кажам. За вас, Финесата е таму каде што доаѓа до некоја непредвидена ситуација, нешто ново во момент се согледува на лице место. И тука непредвидливо нешто. Или непредвидливо, или нели на пациентот нешто брзо треба да се направи, или ако има крварење некое, значи тие итни состојби или ситуации каде што во момент нешто се случува или нели се менува стабилноста на пациентот и треба нешто многу побрзо да се направи. Зависи од вас исто така. Тука веќе малце доаѓа до израз искуството, снаодливоста, да нема паника, нели бргу да се сети прв кој ќе се сети на нешто можно да се олесни решение, некое да се понуди без да се направи голема паника. Многу е важна нашата улога во смисол на сигурноста која што ја даваме на останатиот дел од екипата, бидејќи работиме во група. Сите имаме посебно нешто, работиме, пример, анестетичарите, анестезиолозите, лекарите и сестрите поединечно, кардиоперфузија, например, за операциите на срце или другите видови операции. Истовремено, за еден пациент или за една операција, минимум 8 до 10 луѓе се на истото работно место, ама секој работи нешто свое и различно. И сега, кога е таква некоја ситуација, нели да нема паника или ако има некој во тимот кој што е малку несигурен, сите таа несигурност ја осеќаат и веќе една друга атмосфера и енергија или обратно, ако е некој кој што нели со повеќе искуство, сите се поопуштени као окей, добро, се е во ред, не е проблем, не е страшно. Се случува ли нешто еве такво кај тебе? Со оглед на тоа дека колку години сме веќе, колку години работиме како инструментарка? Па јас на ова работно место сум полни 15 години, веќе последната преминувам. Така. Сме се соочиле со се и се што нели во моментот на оперативните зафати, меѓутоа што е она што на најмногу, барем досега ќе се сеќаваш? Па најмногу за мене специфично или најголема трага оставија детските кардиохируршки операции, бидејќи ги почнавме пред многу години. Јас и дел од тимот бевме анестетичари, кардиоперфузија,
на едукација во Гисен, Германија, специјализиран центар за детска кардиохирургија. Таму ги добивме првите обуки, бевме една недела. Идејата беше само да присуствуваме и да гледаме. Ние голем дел имавме и активно учество, со екипата таму добро бевме прифатени и за да го пренесете искуството потоа и тука. Повеќе учевме ние во тој момент, бидејќи за нас беше многу ново и овдека пред неколку години се уште не стануваше ни збор за такво нешто. Пациентите повеќе одеа или во Србија или во Бугарија. Денеска тоа не е случај, веќе многу е поразлично. Веќе повеќе од година и пол имаме рутински операции, веќе е малку полесно. Меѓутоа се уште останува тој емотивен момент на новородени од неколку дена или неколку часа, каде што треба одма нешто да се направи. Тоа се животоспасувачки, каде што во неколку акта се одвиваат тие операции. Не е едно операција и завршување на целата приказна, туку почетно е само да се спаси животот, во спротивно ни тоа не е возможно. Понатаму се планираат дефинитивните операции и да, децата се големи борци во суштина и они супер поминуваат. До сега нашите искуства се многу позитивни. Ние се гордееме на нив, меѓутоа тие остануваат една така емотивна работа се уште. Да, ме интересира сега и за инструментите, кога веќе говориме нели за оваа професија. Има инструменти, се знае точната бројка на инструменти со кои што се врши оперативниот зафат? Од до или имаме и нешто новитети некои кои времето си ги носи? Секогаш има новитети, секогаш има нешто што е стандардно или општи инструменти или општа решетка и тоа е општо познато. Во суштина ние за да си олесниме бидејќи сега гледаме инсерти, мислам додека ние говориме веќе гледачите имаат можност да ги погледнат инструментите така. Ова е веќе специјална решетка за васкуларна хирургија, што можам да приметам. Она што е општо за инструментите, за инструментиве. Што правиме после оперативниот зафат со инструментите? Тие одат потоа по централна стерилизација. Така? Како се средуваат, значи сетовите се со листа и се бројат, бидејќи веќе имаме многу голем број на сетови, 60 и повеќе различни видови на сетови за инструменти. Ние сме ги адаптирале според нашите потреби, според видовите на хирургии, бидејќи освен кардио и васкуларна хирургија се работи торакална, абдомен, урологија, ортопедија, траума, детска кардиохирургија, ОРЛ од скоро имаме операции и сите се тие многу различни, многу специфични. И затоа ние, за да си олесниме, имаме листи, ги броиме по листи, тоа истовремено не само за нас, заради бројноста, туку заради новите луѓе кои што учат. Во суштина на почетокот им треба поголема концентрација да се грижат за стерилноста, која што е основа во нашата работа. Без грижа за стерилност во суштина нема смисла целата активност натаму. Има повеќе работи на кои треба да се мисли. И така ние тоа сме си го олесниле. Она што се специфични инструменти за конкретна процедура или операција, ги викаме посебни или специјални. Исто така ни се секојдневие и со нив немаме. Ме интересира сега и следното со хирурзите. Вие не можете, значи, едни без други. Комуникацијата мора да е на највисоко ниво во моментот, поготово кога сме веќе на некој, еве да кажеме, поспецифичен и посериозен оперативен зафат. Без разлика на оперативниот зафат и зашто се работи инструментарката може да биде присутна, затоа што хирурзите како хирурзи може да се селектираат, нели? Оделно кој зашто е. Инструментарката? Во суштина ние, особено поискусните, ги работиме сите хирурги. Сите, значи. Операционите сали ни се многу блиску и да, имаме и своји нели квалитети или финеси кои зашто повеќе има склоност. И во суштина така и гледаме тоа да биде. Оперативен зафат срце. Например, да. Она што ни е пофреквентно, например операциите на срце и васкуларна, на ден се по неколку или по десетини, и тоа е многу лесно кога рутински нешто се работи. Она што е поретко или например ортопедија, траума, замена на коленска протеза, вештачки зглоб на коленото, на колкот, на рамо и така натаму, има ретки процедури кои што се случуваат еднаш на неколку месеци или ретки ситуации, пример на срце, алкапа синдром е една многу ретка работа. Јас за сите 15 години 2 пати само имам видено. Сега во тие состојби или случаи
бараме некој поискусен, Поискус. гледаме да е поискусен, тука за е да може Катерина полесно да се Ристовска, така? снајде. Па има Како уште искусна. неколку колеги, Верувам, кои верувам. што можам да кажам дека рамо до рамо стоиме и не е проблем во било кое време да си се замениме еден со друг. Еве, тука сме некаде пред крајот со разговорот, меѓутоа доколку нешто пропуштивме е многу значајно, интересно е за оваа професија и јас ќе те оставам да подразмислиш дали треба да го, односно да би сакала да го споделиш со нас. Би сакала да знам, еве, значи како што кажавме, комуникацијата со хирургот. Некогаш хирургот не треба воопшто да ви каже за кој инструмент се работи, едноставно вие во моментот му го подавате. И знаете да, за што треба да сторите. во суштина се стандардни процедури, нема потреба од посебно зборување, дури и го избегнуваме, бидејќи секое зборување нели сме над стерилно поле над пациентот, така. И секое зборување нели тоа исфрлање на тие флигеови капки може да го загрози стерилното поле. Повеќе заради тоа избегнуваме непотребни коментари. Зборувањето може да одвлекува внимание, особено на почетокот кога некој е на обука, приметуваме и почесто знаеме да кажеме добро, не зборувај, работи, па на крај ќе кажеш, нели? Така. Да, после зборување, на крај веќе кога сме дефинитивно на крај на операција следува едно мало опуштање, тензија континуирана, не може никој да одржи, не можеме ни ние, особено кога многу часови траат, кога е сложена операцијата. Чувствувате ли во моментот кога е оперативниот зафат, еве како хирургот се разбира е главниот, тој што ја врши операцијата, меѓутоа без вас тој не може воопшто да функционира. Што чувствувате во моментот? Кои се вашите мисли? Каде се вашите мисли најмногу насочени кон инструментите, меѓутоа пациентот во суштина, да, пациентот ни е предмет. Да пренесеме. Пациентот ни е нели предмет на интерес, како да кажам, на сите заеднички. И секој гледа само најдобро што може да го заврши својот. Во суштина, енергијата таму. Гледаме ништо да не фали, ние гледаме колку можеме да процениме однапред што следно доаѓа или следува, да нема нервоза, да нема чекање, ако веќе неколку пати се повтори едно нешто дека треба, тоа веќе почнува малце тензија да прави. Така. Особено за рутински работи, кога е нешто нестандардно, секој има повеќе малку и разбирање и трпение. Меѓутоа имаме одлична соработка, гледаме колку можеме нели да бидеме тука присутни, да нема проблем во текот на операцијата. Тоа за нас значи најбрзо завршување, односно за најкратко можно време ние да завршиме целата процедура. Тоа е многу важно, особено не само за нас, туку и за пациентот. Помалку време да биде изложен во таа неприродна положба, сепак лежи во некаква положба која што не е природна за него, па му прави притисок на одреден дел од телото, зависи ако е некоја положба. Да, тоа може да направи застој, да речеме, во некои делови. Понатаму добива, колку подолго трае операцијата, добива повеќе анестезија, повеќе лекови пациентот. Значи првенствено ние тоа гледаме да го запазиме, нели техниката е повеќе механичка, да е потоа и функционална, да биде безпрекорна. Да нема неочекувани некои настани, да нема крварење, нели тоа да биде под контрола. И што побрзо заврши пациентот и го испратиме на одделот на интензивна нега или за будење и понатаму низ болницата и го испратиме надвор од болницата, ние веќе не размислуваме за него. Така. Мислиме за следната ситуација која што не очекува понатаму. Многу благодарам што беше дел од Македонија денес и задоволство и драго ми беше што ете како професија навистина мощна е значајна. Јас велам толку е многу значајна што спасува животи. Па да, заедно, екипно, тимски сме посилни, не together we are strong, да. Јас ви благодарам на поканата, пријатно го си поминав, се гледаме во друга прилика. Се гледаме повторно, ќе ти посакам многу успех во работата и се гледа и се чувствува дека ја работиме навистина со многу голема љубов. Благодарам и вам. А каде има љубов, таму има и резултати. Убав ден и на гледачите, убава работна недела. Убав ден и за тебе и секој ден нека биде убав и успешен во оперативните зафати. Ета, почитувани, имавте можност да дознаете нешто плюс за оваа професија и ви благодарам што не следевте и што го следевте нашиот разговор.